Слушам дека сите мои против кандидати, луѓе кои што се обидуваат да дојдат на одредени позиции на овие локални избори, постојано зборуваат за спречување на урбанизацијата и борба против урбаната мафија. Меѓутоа, не сваќаат дека основниот проблем трга од начинот на функционирање и финансирање на општините и на градот. Се додека градот и општините најголем дел од буџетот го полнат од комунали, ние ќе бидеме заложници на потребата за градба, на градење објекти, дури на брзо градење, непланско средување, на издавање на градежни дозволи, заради тоа што градоначалниците се во постојана трка за наоѓање на нови локации, тука се во договор со инвеститорите и со планерите, затоа што со сигурност знам дека луѓе кои што ги носат урбанистичките планови, значи и ДУПот и ГУПот, имаат веќе и градежни фирми, се занимаваат и со градба. Точно знаат која локација ќе биде за градба, каде ќе може да се гради, ги купуваат тие локации, подоцна си вцртуваат по урбанистичкиот план цели населби таму. Меѓутоа, сето тоа доаѓа од фактот што градот мора и општините да изнајдат секоја година онолку градба колку што имало претходната. И тоа е многу голем проблем, заради тоа што се прашуваме до кога ќе се наоѓаат постојано нови градежни парцели каде што ќе се цртаат нови градби, инаку секој градоначалник ќе ви каже дека општината практично ќе биде блокирана заради тоа што нема да може да ги сервисира основните обврски за плата, за функционирање најнормално за гориво за инспекцијските служби и тоа мора да се смени. Општините мораат да имаат сигурни, независни од градбата извори на приходи, а тоа е најголем дел данокот на имот кој што и денеска го собираат, меѓутоа дел од данокот на додадена вредност кој што се остварува на нивна територија и дел од данокот од профит на фирмите кои што функционираат на нивната општина, во нивната територија.